на станите, треба се подготвени затоа што таму лево во овој агол вака фронтално земен од камерите на македонската телевизија, поставени на трибината, се гледа таму како се подготвуваат дел од борачите кои треба да настапат во овие финални борби. 70 кг, Фати Вејсели, уште еден квалитетен млад надпреварувач, а веќе доста искусен, против Алдин Шеку од Косово. Косово исто така се наметна со своји борачи. Чисто да појасниме на гледачите дека голем дел борачи од боречки клуб Лирија во периодот на Југославија се префрлија и работеа во Приштина, и буквално тогаш се создаваше борењето во Приштина, и од тогаш направија добра база и мислам дека веќе прилично така добро котират на балканските простори. Значи почеток на ова трета борба, се оди брзо, се оди течно, некако како тргнало ќе биде многу побрзо од она што претпоставувавме. Но ајде да видиме сега обид на Весели да освои поени. Да, веќе води со 2-0. Тој има интересен пристап, видовте дека оди напад преку рака, не влегува директно, туку преку рака и пробува да направи, значи тоа е како полутехника, еве сега се спрема за Ауфрайзер. Значи интересна техника. И успеа да го направи. Да. Ево нови 2 поена, 4-0. Уште во првата минута од борбата. Еве пак преку раката се движи, значи го движи, ја бара раката и сега од тука ќе сака да поентира, односно да оди позади. Гледате како од страна го собира противникот, тоа е руска техника една. Русите тогаш ја демонстрира и така да кога се борат обично тука им е приодот, значи пристапот, првиот контакт со зависи кој како и по стилот на борењето ќе ја препознаеме кој од каде доваѓа. Меѓутоа веќе сега се измешано се интернационално така да се следат работите на глобално ниво и може да се следат и кој како работи, веќе ништо нема тајна во тој дел. И само треба работа за да се успее. Ево гледате пак, тоа е приод преку рака од страна. Значи направи една акција и тука атакува. За сега Весели успева да одолее на противникот, кој се обиде сега повторно со влез. Ево уште 2 поена за Весели. Тови 2 поена. Успеа да го да му направи контра од влез за нога на косовскиот борач Шеху. Тој пробуваше, мислам дека тука сега ќе изгубише 2 поена затоа што еве уште една акција на косовскиот борач, пробуваше да го заврти кравата. Тоа е техника кога се меѓу себе еден спроти друг и се паќа главата и раката се собираат за да проба да го заврти противникот. Веќе 6-0 за Фати Весели. Можеби ќе биде да не та. Ми се чини дека треба 8-0 да е, ама не знам, бидејќи и последната акција што беше. Да, тука не реагира судиите. Но 6-0 веќе голема предност во првите 2,5 минути. Се гледа дека Весели го контролира борачот Шеху, меѓутоа треба да биде внимателен до крај. Останава уште една рунда. Тогаш мислам дека зависи кој е поподготвен така да ќе Најавен на последните 10 на секунди од првата рунда, повторно обид за влез во нози, повторно Весели е поумешен, дојде зад противникот, 2 нови поена, 8-0 и крај на првата рунда му недостасуваат уште 2 поена за да добие овој меч со прекид, но дали има уште 2? Зошто не се реализирани, зошто не беа пријавени на Добре, за да потрае малку повеќе меѓу другото. Добри се овие настапи како контрола е на крајот на сезоната на некој начин големо надпреварување немало, беше олимписка година, имавме олимпиец, Магомедов Чудуров, имавме претходно голем број надпреварување од европски, светски карактер, пријателски турнири, меѓународни турнири за тепирање на форма и еве овој календар за македонскиот бисер можеби не е идеален, но затоа споменавме дека од следната година ќе се води сметка во тој дел да се направи многу квалитетен турнир кој што ќе значи и подготовка, а ќе значи и магнет за противничките за ривалите кои доаѓаат од другите држави за да дојдат, а можеби да прерасти во Гран При, ќе видиме. Многу амбиции во
Во секој во случај перспектива. меѓутоа моменталната состојба со пандемијата си го направи своето. Ги ограничи и спортистите, и жителите, и сите, меѓутоа е добро што се организира и според она што еве Ова е веќе за крај. Ова е атракција за крај. да. Успеа да го крене, да го фрли противникот и ова е прекин. Меѓутоа гледате дека не успеа до крај да заврши акцијата и само доби 2 поена. Доколку поентираше и противникот го собореше на грб, тогаш веќе ќе добиеше 4 поена. Да, но тоа не е важно. Само требаше, да. за прекин. За оно што зборувавме дека во однос на календарот и терминот на одржување на македонски бисер ќе треба порано се организираше во месец јуни. Сега веќе